Секогаш ми е празник денот поминат во Струмица, а овој пат имаме добра причина за тоа. Пред нас го имаме најновото издание од магичните одаи на Астерфест, брошурата 10 лауреати од Сунчица Уневска, новинар и филмски критичар во Украински весник. Низ патот до созданијата би рекла, не водат нашите намери, нашите предизвици, цели, но најмногу колективните стегнати знаења и искуства. Оние кои биле пред нас, ги поминале тие безброј патишта. Така и овој пат Сунчица Уневска поминала еден од тие патишта, трасиран со искуствата од многумина. Имала цел, намера и предизвик, а пред неа биле и делата на и обликуваните соништа, филмските соништа на Гапо, на Волчанов, Зафрановиќ, Вичек, Драшковиќ, Хермосо, Радиш, Пакалнина, Бајфорд и Била. До сега. За оваа брошура. Оваа брошура наизглед мало, но по значење едно извонредно издание, не подсетува дека за да се случи Астерфест, за да се оформи Тивериополската филмска алијанс, да се оформи Институтот за краток документарен филм овде во Струмица, за да сме сведоци на овие настани, сме морале да ги измешаме сите наши искуства, но морале да се замешаат и повеќе цивилизации, повеќе придобивки, идејни и технолошки во исто време. Но ништо без нашето делување, ништо без нашите акции. Со еден пријемчив новинарски јазик, Уневска ни ги представува поединечно сите 10 лауреати на Астерфест, добитници на наградите за животно дело. Секој универзум сам за себе, секој посебен во својот домен, секој оригинален во своите авторски филмски креации. Сунчица Уневска, покрај тоа што ни ги предочува најосновните податоци на секој од овие филмски автори, режисери, актери, таа и компаративно не воведува во нивниот креативен свет. Нејзиното долгогодишно новинарско искуство, но искуството на еден од ретките за читање интересни филмски критичари кај нас, и дава деликатност во изнесувањето дури на најобичните биографски податоци. Таа неуморно трага по возбудата на филмската уметност и тоа ја доведе и до Астерфест од неговото основање. Оваа мала книга на знаење е јасна, директна и топло се надевам дека ќе биде корисен прирачник и четиво на сите оние кои што пренесуваат знаења, а особено на оние кои што го примаат тоа знаење. Астерфест и Горан Тренчовски се неодминливи кога зборуваме за Струмица, барем ние од светот на визуелните уметности и филмскиот свет, и покрај големата креативна традиција на овој град. Препознавам многу, меѓу кои великанот на филмското глумиште кај нас, господинот Мите Грозданов, кој што е тука. Благодарам. Тренчовски не се колебаше да го направи, да го продолжи сон и на струмичани да посвети и да направи нешто особено. Тој за нив направи нешто оригинално. Го донесе малиот и големиот филмски свет низ неговата најсоодветна форма. Филмот и неговите автори. Струмица, по 6 години поминати во неуморна потрага по оние највредните, оние вистинските, оние кои на филмот му се даваат бидејќи не можат поинаку, е веќе посакувана фестивалска дестинација. Порано, за да им ја доближиме информацијата за фестивалот на меѓународниот фестивалски свет, кој во поголем дел е изблазиран и е помоден, но го има и оној верниот филмски свет, кој е информиран, кој чита, истражува и знае дека Астерфест е во Струмица, а дека на Астерфест се доделуваат златните подковици за краток, документарен и анимиран филм. Знаат веќе дека Горан Тренчовски, фестивалската веб страница, секојдневно ја дополнува и подсетува дека ние сме тука до вас. Кликнете, погледнете, прочитајте и дојдете. Брошурата 10 лауреати веќе патува по интернет, значи колку и да е млад Астерфест, колку и да е стара и возрастна Струмица, таа денес е центарот на светот за многумина. Посакувам овие напори кои се влажуваат да имаат еден соодветен креативен резултат. Јас нашата следна средба ќе ја закажам за мај, како што ја закажа и Горан. Ми благодарам за вашето бројно присуство овде, посебно на помладиот свет од Струмица, кој што се надам ќе биде и наша публика на следниот Астерфест. А сега би ја запрашала Сунчица како не ја освои Астерфест и какво се искуство имаше додека ја работеше оваа брошура за 10 лауреати. Благодарам, Дина. Па не знам, еве, истото прашање, значи, колку
Горан ја испрати информацијата од Радио Слободна Европа, ме праша за брошурата, за искуството, за тоа што ми било предизвик. И тоа истото што го кажа, значи истото стои дека Горан кога ми кажа дека сака да направиме брошура и тоа со посветена на лауреатите, ама тоа да бидат портрети од 20 реда, јас онака ќе се онесвестев, кам како 20 реда, они толкави филмографии, толку многу направиле. Обично, нели, ние кога правиме и во весникот или кога сум правила за другиве филмолошки списанија, обично се тоа огромни текстови. И навистина потоа се седнав и си реков, нели, тоа си има своја исто така многу убава и интересна страна, затоа што е, како што рече, ги е наприемливо за секоја публика, не само значи за оние кои што читаат, не знам, теоретски текстови по овие филмолошки списанија и така. И си реков, чекај навистина да пробам како тоа ќе изгледа. И ми беше навистина голем предизвик во 20 реда да кажете за еден човек кој оставил толку многу зад себе. Има и нели некои од нив кои имаат 50-60 години кариера, има и помлади, но со големи творештва. И стварно како тоа во 20 реда да го кажете. А и сите се толку различни меѓу себе и тоа вака изгледа мало, но бараше стварно многу работа. Затоа што треба да го владеете целото, да го знаете неговото творештво, да ги знаете карактеристиките, да преиспитате се, за да можете тоа во 20 реда да го кажете најкарактеристично, да сепак да го представите. Така да стварно вака е многу фино и приступачно за сите и едноставно, и јас се трудев навистина јазикот да биде едноставен и се. Вложено е во него многу, но баш заради тоа и сум многу задоволна, затоа што добивме едно вакво издание кое е скромно, едноставно, а кажува толку многу. Навистина, или барем ќе предизвика за оние што ќе прочитате да сакате да дознаете повеќе, затоа и некако многу сум задоволна од ова што го направивме и фала му на Горан за идејата и за ова што ми го понуди тоа да го направиме. Инаку, јас од секогаш сум била голем на струничката, креативна сила како била, а посебно на Астерфест, без разлика што последниве години поактивно сум вклучена, а Сунчица од почетокот. Сунчица е една од оние која што е многу остра и деликатна во својот избор при комуникација со луѓе од филмскиот фестивалски свет. Како се случи да се работуваш со Горан и со Астерфест? И па еде точно тоа, значи љубовта кон ова што го работиме. Мене исто така од секогаш ме фасцинирала неговата упорност и начин и посветеност на кој тоа го работи. И навистина јас и откако работам и во дневниот весник и пред тоа, значи и пред утрински кога сум работела и на други места, значи секогаш ми било важно да ги поддржам оние кои навистина работат и кои работат добро и кои работат со љубов и кои го работат тоа со навистина голем влог. Значи не е онака да се направи нешто само за да се привлече внимание или не знам да се направи некоја повеќе да се промовираат себе си отколку тоа што го прават. Кај Горан е обратно, значи он навистина се труди да направи нешто добро, квалитетно, да донесе луѓе и навистина јас тврдам и мислам дека Астерфест и браќа Манаки, без разлика што сме вклучени таму јас и Гена, но мислам дека се тоа два фестивала, бидејќи патуваме на фестивали, знаеме како изгледаат фестивалите, се два фестивала во Македонија кои се вистински филмски фестивали, како што тоа се прави секаде во светот. Тоа се единствени два. А Горан направи овде со фестивал, значи кој нели под наводи кажано неатрактивна можеби форма, нели повеќе се посветува внимание на звезди, на играни филмови на ова, значи ова се кратки и документарни, но мислам дека навистина Горан успеа да направи многу голема работа со овој фестивал и да ги направи и атрактивни и за публика, да донесе и многу гости, да се направат контакти и стварно ја заслужуваше таа поддршка која што јас од почетокот му ја давам и тоа ја давам навистина затоа што во тоа верувам, а не само заради тоа што еве со Горан и се познаваме и знам што работел и се, меѓутоа навистина верувам во тоа што го работи и затоа и ми е мило што сум дел од сето.
Убав, интимен, пријатен фестивал, каде што можеби нема црвен тепик за Лајла Пакалњина, меѓутоа таа Лајла Пакалњина собра над 450 слушатели од сите академии минатата година на ИТФА, каде што беше дел од големото меѓународно жири на фестивалот за документарен филм во Амстердам, еден од најголемите во светот, покрај оној во Торонто, што се одржува во април. Лајла беше одушевена од тоа дека нејзините филмови се разбрани и ги гледаат некои тамо во Струмица, во едно мало место каде што она го гледа за иди сонцето на посебен начин. И Хермосо, и еден Волчанов, и еден Гапо, еден Драшкович, тоа се луѓе кои што собираат илјадници своји слушатели на сите предавања и воркшоп. Така што ние имавме среќа да ги имаме овде. И само да ја надополнам Гена, за Лајла дека рече. Лајла баш го кажа тоа во Велјуса кога бевме, дека е подраго што е тука, отколку на црвениот килим во Венеција. Бидејќи таму се знае, зашто е дојдено, кој доаѓа и се. Меѓутоа овде рече да се собере толку народ кој сака да ги види моите, ова е нешто. И навистина затоа е многу вреден овој фестивал и ова мислам што и ние се трудиме да дадеме придонес и да и ова што го што градот Струмица и Министерството за култура наоѓаат начин да помогнат при реализацијата на овој фестивалски ивент. Би сакал да го валоризираме фактот дека фестивалот Астерфест е составен дел од ангажманот на еден колектив, значи една организација која постепено своето јадро го шири, го наградува. Секако тоа е подкрепено од поддршката што ја имаме и од Собранието на општина Струмица, од градоначалникот, и од Министерството за култура, и од неколку амбасади кои што од време на време се вклучуваат тука, нели, како помагатели. И она што ми е мощно важно е да го валоризираме овој труд и нормално да продолжиме со таа издавачка едиција. Само како илустрација би споменал дека ова година, до крајот на ова година, ќе излезе и книгата Режисерски белешки на македонски од Боро Драшкович, значи еден од лауреатите, а во текот на следната година се надевам дека ќе возможиме услови да ја печатиме и книгата на македонски од Рангел Волчанов, кој што исто така имаше прекрасна беседа во Велјуса пред неколку години, а во меѓувреме го изгуби својот глас. Така што тој продолжува како автор да твори и на хартијата, на парчето хартија. Мислам дека овие изданија се мощни, значајни и треба да дадеме се, значи, за да максимално ги поддржиме. Вие добивте, претпоставувам, по еден бесплатен примерот. Благодарам од името на организаторите и се надам дека ќе имаме безброј такви моменти да ги продолжиме нашите филмски средби понатаму. Благодарам.